Почитуван колега Поцков, цунами имаше во буџетот на Република Македонија, но во позитивен аспект, не во негативен како вие што кажувате. Во таков развоен буџет како што имаше владата на ВМРО ДПМН, никогаш нема да имате вие. Негативно ќе има сега откако вие станавте власт и ја водите Министерството за финансии. Предвидувате 12 милиони и 396 хиляди денари помалку за градежни објекти од ставката изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита. Но затоа 100% предвидувате финансирање на изградба на објекти кои што ќе бидат наменети за мигрантите. Не ви чини народот во Република Македонија, па ќе увезувате од страна народ. Играте ли на картата која што играше Црвенковски 94 година? Исто така, велите дека во овие 2 месеци работите на подобрување на соработката со соседните земји. Но само да ве потсетам дека ги уништувате регионалните односи. Регионалната канцеларија за младинска соработка, која што е дел од Берлинскиот процес и представува сериозна заложба од страна на државите од Западен Балкан, меѓу кои Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово, и е наменета за формирање на канцеларии кои што ќе придонесуваат за поттикнување на процесите за донесување на одлуки, социјална вклученост и промоција и вработливост на младите луѓе. Таа представува и заложба дека младите луѓе и младинските организации од регионот се клучни за поттикнување на целокупната регионална соработка и доближување на земјите од регионот. Исто така, да ве потсетам дека заедничката декларација за основање на канцеларијата беше подпишана од страна на премиерите на земјите од Западен Балкан на 27 август 2015 година во Виена, а понатака и исклучен меѓународен договор со кој официјално беше основана канцеларијата и подпишана беше од премиерите на 4 јули 2016 година. Понатака и овој меѓународен договор беше ратификуван во ова собрание и објавен во службен весник од на 17.10.2016 година, број на службен весник 191. Почитуван колега Поцков, вие скративте околу 100 милиони евра пари кои што беа предвидени во буџетот на Република Македонија во ставката за Агенцијата за млади и спорт. Ги укинавте и Македонија остана единствена држава која што не ја плати својот дел за кофинансирање. Вака ќе ги градите соработката со државите од Западен Балкан. Значи, владата на ВМРО ДПМН ги предвиде овие пари, но вие дојдовте и донесовте нов живот, укинувајќи ги парите кои што беа наменети за младите. Ви благодарам.